До септември 2017 се најавува носење нов закон за подобра заштита на правата на потрошувачите, особено во делот на гаранцијата, сервисирањето, што го бараат и стопанските комори, но и означување на цените и регулирање на акциските продажби, кои во моментов со постојната регулатива не се разбирливо уредени. Со новиот закон се очекува потрошувачите да добијат поголема и подобра заштита. Има некои новини кои што треба да се инкорпорират во нов закон. Некои вака во самата примена на овој досегашниот закон некои проблеми што произлегле. Исто така сигурно ќе има дел во кој што ние како организација ќе настојуваме да во тој закон барем да може да влезе како организација на потрошувачи, да можеме да ги застапуваме потрошувачите и на суд, значи не како поединечни. Во праксата досега ретко се случувало потрошувачите да се одлучат да одат на суд, бидејќи во најголем број на случаи се работи за финансиски средства кои не се во голема висина. Ако се гледа оштетеноста на еден потрошувач, тоа е занемарлив износ, меѓутоа со оглед на тоа дека го има низ целата дистрибутивна мрежа на еден голем маркет, тогаш доаѓаме до поголема бројка ако ги збиеме сите. Ако ги земеме сите потрошувачи, макар колку и да се тие поединечно мали износи. Значи, никој не би одел на суд да се расправа за мал износ, меѓутоа ако се соберат повеќе потрошувачи, тогаш веќе износот е многу поголем, а и влијанието на компанијата ќе биде поголемо. Со новиот закон се очекува да бидат опфатени и директиви на Европската Унија кои треба да се спроведат, со оглед на тоа што во едно од поглавијата на извештаите на Унијата се третираат и правата на потрошувачите. Во наредниот период се прибираат мислења од потрошувачите, експерти, но и луѓе кои се директно инволвирани во процесот, со цел добро да се изработи законот.